Ке сме од Champions Така е, Select. почнува драфтот, можеме да се префрлиме, екипите се спремни, малце ви направивме еден општ муабет, обично немавме многу време претходните денови да го правиме. Меѓутоа ете така, секој си каже како во карантинов се снаоѓа од нас двајцата. Се надеваме дека вие сте сигурни дека уживате и покрај тоа што сме затворени и се надевам дека за брзо време се ова ќе заврши, ќе може да се врати и да се рестартне во нормала животот, како што и нормално гледаме пик на Моргана, каков сегвеј. Да, По дефолт. Мистриал и Golden Toast сакаат да играат малце поагресивно, така да Морганата дозволува од далечина да полкаш, додека со Black Shield се заштитува себе си или Ада Керито од Enemy Ground Control. Lee Sin е првиот бан од страната на Reborn. Не имавме можност да ги гледаме Vincit Omnia, така не знаеме што точно играат. Изгледа Rabbit е добар лисен играч, па затоа е... Да, за жал, нели, Vincit Omnia сега првпат се појавува на стрим, меѓутоа се појавува во правилен момент. Имаме полуфинале кое што Reborn, поранешниот тим на Ion, сегашен Reborn eSports е екипа која што всушност и знаете, ја коментиравме, ја гледавме веќе на стримот, една од најаките, ако не и најуспешната екипа во просторите на нашата држава, а они имаат и интернационално искуство и играат подолго време заедно, така да Vincit Omnia веднаш има одличен предизвик пред нив, меѓутоа Vincit Omnia не е екипа која што е за фрлање, така да очекуваме интересен дуел меѓу двете екипи. Се игра best of 3, чисто да знаете, да повториме. Оној кој што победи ќе победи во две од надпреварите, во таа тројка финална на надпревари е победник во полуфиналето и во финале. Да. Продолжуваме со пик н бан фазата, можеш Дарко? Ezreal и Zek од другата страна се банирали за Vincit Omnia. Golden Toast играше одличен Ezreal на преварите, да, што го гледавме. Постојано полкаше, тој Mystic Shot погодуваше 99% можеби на херој. Од другата страна пак Zoe банирана и Сет. За жал, тоа се два супер пикови во метата и да, нема да го гледаме Сет, меѓутоа супер пиковите во метата си го прават своето. Reborn избираат safe option да ги банираат овие два чемпиони и остануваме да видиме кои се пиковите, првите пикови на тимовите. Имаме Kennen. Кој комфорт пик, предпоставам ова е Kennen топлейн? Најверојатно, може да изненадат, меѓутоа нормално доколку не знам, малце е чудно Kennen топлейн, бидејќи губи во многу случаите од брузери, например против Камил, против Нар, против Ирелија, но предпоставам едноставно ќе се обидува да игра малце поагресивно, бидејќи го има сепак тој рейндж, ја има таа предност со аутоатакс. Од друга страна Ирелија и Картус одбрани за тимот на Reborn. Тоа се два супер пикови, прво и основно заради тоа што Fallen игра одличен Картус, тој го гледавме во првиот гейм од воопшто мислам дека од оние што ги стримавме, првиот гейм што го стримавме во кој беше играше Reborn, го видовме Chaos Dead, тоест јас ќе го викам Fallen, бидејќи сепак овие никови воглавно сите се префрлени, да, сите се префрлени на Вести, воглавно играат таму. Некои од нив имаат акаунти тука, некои ги сменија своите имиња на акаунтите и така натаму. Измеѓу време нели додека играат на Вест, меѓутоа она што е важно е дека Chaos Dead ќе го викаме Fallen, пошто сепак станува збор за Fallen Nation или Виктор Кордановски, ако го знаете, нели, еден од попознатите играчи на League of Legends во Македонија. Значи останува Картус како пик джангл и го имаме Галио. Обично Ваха е многу добар играч на Галио и јас претпоставам дека тоа ќе биде мид пикот, меѓутоа ќе видиме, останува да видиме. Одиме со втората бан фаза. У Синдра особено Галио е супер пик, бидејќи има веќе штит што брани од Magic Shield, да, Magic Shield. Вейн е банирана, за жал Вейн нема да видиме овој случај, но Кајса ќе биде одбрана за Golden Toast. И имаме баниран Италија. Така. Лушан, добро. Лушан и Браун. Еден од поагресивните ленови, каде што Лушан го користи својот Relentless Pursuit за да влезе во рейндж и му дозволува на Бром со Наутилус.
Никој не го банираше на Утилус. Да, мислам дека место Ноктурн добро би било да се банира Наутилус, но Браум е окей пик во Наутилус, бидејќи може со штитот да одбрани буквално се, дури и ултито на Наутилус. Така да ќе видиме како ќе се снајдат тимот на Винчи Томнија. Очигледно сакаат да се тепаат на левел 2, тој лучен левел 2 Power Spike, за кој сите знаат. Дали ќе има all-in тогаш или ќе успеат Golden Toast и Мистрио да ја преживеат таа лейнинг фаза и да искочат со айтеми, каде што Кајсата нели го outscale Lucian после 3-4 айтеми веќе Кајсата почиња да топи се пред себе. Така, она што е важно, овде како ги гледаме двата тим компа, значи мислам дека Кенонот е pretty safe pick, safe pick за Данки на топлейн. Од друга страна, на страната на Reborn има еден тим комп кој што е склопен од чемпиони кои што се силни во метата. Галио на мид Ваха исто така и safe pick за него. Иако зборувавме за Ваха и за неговиот чемпион пул кој што е скоро и без граници, ако може така да се изразам. Тихи океан што се вика. Така, посебно на мидлен. Значи, станува збор за чемпион кој што он многу добро го играа, во исто време имаме Ирелија кој што исто така во метата стои многу добро, Картус кој што е феноменален во моменталната мета и Каиса и Наутилус. Каиса не сум баш сигурен, меѓутоа сигурен сум дека на основа на тоа што Golden Toast игра Еди Кери за тимот на Reborn, не сум сигурен дека нема мислам сигурен сум дека нема лошо да ја изигра, ако ништо друго. И имаме Наутилус кој што не многу често го гледавме во турнирот, највеќе заради тоа што беше најчесто баниран. Така да Мистриел на негов тип на сапорт, Мистриел и Хук идат едно со друго заедно, така да Мистриел ќе гледаме уште еднаш на еден комфортабл сапорт кој што за него сигурно ќе значи агресивен лейн на ботен и покрај тоа што подефанзивен во делот на во однос на тоа што имаме на Браум на страната на Винчи Томнија, имаме на нивна страна. Меѓутоа, нели тоа е скил мечап доле и ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Интересен ми е Кененот со Синдра, па имаме Джарван комбинација. Джарван и Кенен ми имаат смисла во делот на она комбинацијата на ултита. Синдра е малце early game pick кој што би требало да прави притисок на early и mid геймот, а и во соодветно на својот лен, меѓутоа ќе видиме прилично интересен тим комп од страна на двете екипи. Да, тоа што приметуваме е дека немаат dedicated tank. Джарванот и Браунот се тенки, ама не се нешто како Орн или како Малка или како Малфит. Од друга страна исто така и Reborn немаат dedicated tank. Наутилус е онака тенк се дека штитот му е жив. И Галиото има, нели, айтеми од HP. Галиото има тенкинес, меѓутоа ќе видиме како ќе го билда Ваха, нели? Да, фул апа се игра у моментов Галио, веќе го нерфна, откако му го нерфна ултито на Галио, што дава, нели, армор и тоест damage reduction порано даваше во зависност со тоа колку имаш армор и magic resist, тоа го тргна на ултито и од тогаш веќе се игра фул апа. Со протобелт, со луден секо, со такви ствари каде што постојано само чистиш мидлейн, го чистиш и пробуваш да ромаш. Да, и пробуваш со ултито да или да тауер дайвнеш или да го фатиш противничкиот џангл. Тоа е случен плейстайл на Ваха, така да буквално негов комфортабл пик. Само пред да започне геймот, имаме неколку секунди, јас ги искористив оние 3 минути за ферплей. Јас сакам само да напоменам следно. Значи уште еднаш кажав, меѓутоа уште еднаш ќе повторам, играчите ги имаат сметот своите акаунти, јас ќе се обидам да ги викам по нивните никови по кои што они сакаат да ги викаме, затоа што така се познати, нели, и на западот, нели, кај што сега моментално играат League of Legends, меѓутоа и кај нас овдека, луѓето кои што се во комјунитито и кои што ги прателе, ги знаат подолго време со тие имиња. Значи уште еднаш повторувам и само ќе ги исчитам за да не се чудите што зборуваме во текот на гемот. За тимот на Reborn, Ренинион е на топлен, Фолен е джангл, Ваха е мид, Golden Toast е Еди Кери и Мистриел е сапорт. Да не ве чуди кога ќе ги кажеме по име кое што ним го пишува горе над главите на чемпионите. Винчи Томнија игра со Данки на топлен, тука се некако слични мијата, джангл е Humble, мидлейн е Young Йокац,
значи ќе го викаме или Јокац, најчесто Јокац ќе го викаме, пошто Добро. сепак нели во целиот тој хајп сакаме да ги скратиме имињата. Еди Кери е Evil Frenzy и сапорт е I'm Still Your Daddy. Мислам дека Краден пашканот е дефинитивно боле од... У секој случај е по-мим стайл на име, меѓутоа добро, може да го викаш и така, ама јас ќе се обидам, ќе пробам да ги пуштам. Веќе сме in-game. Да, заборавив да сменим имиња. Ако некогаш имаш проблем, Даре, имаш референца на Discord, чисто да ти го кажам и тебе тоа. Одиме дале. Почнува геймот, ќе видиме ли агресивни вардови, сакаат ли тимовите да имаат информација за противничкиот джанглер, нормално дека сакаат. Првото нешто што го видовме е counter ward во red buff area од страна на тимот на Винчи Томнија. Значи blue side ви се Винчи Томнија, red side ви се Reborn. Екипи кои што во делот на тоа на кое ниво се во однос на ранковите кои што ги имаат како чемпиони се тука некаде, меѓутоа во делот на тоа колку има искуство во однос на нашата македонска интернационална сцена, секако Reborn го има тој примат, меѓутоа ќе видиме како ќе се одвива геймот. Значи сепак е best of 3 серија, ќе има опција после еден гейм да се направи анализа кратка, да се одреди дали има некакви грешки на оној кој што изгубил во однос на оној кој што победил, па да ќе видиме дали ќе има некакво акомодирање, можеби промени на pick and ban фазите на тимовите и така. Да, сите 10 играчи се механички на врвот, барем у овие 4 тима што се останати. Се тоа зависи, како што кажа Нели, од искуството и од тоа како менаџираат, каков им е шот колот, одлуките што ќе ги донесат нели во сред тимфајт и колку добро можат да се справат под притисок, бидејќи сепак играат најдобрите со најдобрите и доколку попушти концентрацијата на сред партија, може се тоа да значи у најлош случај загуба на игра и после тоа е само или ресет, така, се надевам дека ќе можат. Така, додека чекаме паузата, многу накратко само ќе кажеме дека оние две работи во оваа луда мета, брза мета која што сега моментално ја имаме како таква, која што е па многу фан за гледање. Синергијата на тимот и комуникацијата, брзото донесување на одлуки се всушност работите кои што се клучни за добра партија, нели? И сега тоа е всушност на тест кај овие два тима кои што како играчи индивидуално сите играчи се прилично искусни, доста време играат играта, механички се јаки и така натаму и така натаму. Значи синергијата, комуникацијата и планирањето на време се клучните три атрибути кои што баш ме интересира како ќе се случи. Не очекувате премногу ганкови од Картус на почеток, кога имаме Картус пик во джангл, него му треба време за да скелне. Дефинитивно го сака тој левел 6, за да може да ганкне од база. Кај што никој не... Од кај сака, да. база, од кај сака, значи. Од кај што никој не може да го каунтер джанглне, тоест или да го каунтер генкне. Интересно е што му го дадоа тој вард левел 1 на Рениньон. Убивање на вард сега носи многу малце експириенс, што мислам дека е доволно за да фатиш левел 2 со првиот вейв, ако не се лажам. Така да ќе видиме горе, се надевам Рениньон ќе го искористи тој експириенс, нели? Да, ево, веќе е левел 2 пред Данки. Дали ќе слета станот? Така веќе Рениньон влага во еден по-агресивен мод. Идејата на Картус Джангл е тоа што на топ и на мид имаат супер сейф керија чемпиони, така да Картус ќе го има своето време во джунглата. Рениньон уште еднаш со адвенс, да видиме дали ќе успее, нема да успее, и сепак оној момент на Ирелија кога ќе влезе, она ќе направи свој димич, може после мора да се повлече, па тоа е она што ќе го користи Данки на топлен со својот Картус, со својот Кенен. Имаме ганк мид. Имаме ганк на мид. Нормално е Джарван да го гледаме рано на лейновите, да видиме само уште го брка. Сега за сега е сейф. На ботлен за тоа време имаме пуш, стеди пуш и притисок, да видиме. Го искористи својот флеш рабит. Да. И имаме, мислам дека ова е First Blood, одличен First Blood за тимот на Винчи Томнија. Humble игра феноменално, сега
во лоша Фолен? позиција се наоѓа и Фолен, добар флеш од страна на Фолен и сега О, Хамбл е во лоша позиција, меѓутоа Кетар тука добри. е неговиот мидлейнер да му помогне, Јокац. телепорт од страна Не, на Хамбл е Вака. во лоша позиција, Јокац Вака се врачи и телепортна и да видиме ова ќе биде и не, добар флеш од страна на Јокац, нема тука флеш да пропрати Вака. За тоа време Мистријал добар хук на ботлен, да видиме дали ќе излезат, дозволуваат Мистријал и Голден Тост малку да бидат притиснати од овој лен, сепак малку поагресивен чемпион е Лушен, посебно после вториот левел, нели? Добра размена на демидж, меѓутоа гледаме уште Јокац еднаш е Јокац надвор од тука најден позиција. во лоша позиција Се уште не се многу врати рар база, кил. да. Да. Ботлейн фајт, влегува во игра Мистријал со своите хукови. Успее ли Тост, да, како флеш, меѓутоа, еден за еден. Прокнате добар легенд рек од страна на Evil Humble. Friends и Golden Toast се доста добри играчи и искористија едните со другите Пасивните, да. Слабоста на Golden Toast, знаеш која е? Премногу Човекот агресивен. е преагресивен Да. да. Кери. И Танки сега, ќе успее да го доен за Ренинион на малце хапе, флеш агресивен од страна на Данки. мислам Ќе дека го тука е земе Mark of Оза. Renion. Да. Да, и Да. buff transfer complete. така. Директно од Рабит на како беше, на На Ренинион, WhatsApp. на Данки. Да, на И Нема да се сега лутат играчите ако во моментот на хаосот ги наречеме и по она име што го читаме во моментот, меѓутоа да, ќе се обидеме да бидеме по нивна желба највише, ќе се обидеме да бидеме конзистентни со реалните нивни Самија. никови, меѓутоа ако прочитаме понекогаш и погрешен ник, ич да не се љутите, а и искрено ви кажам, пошто не сте си ги смениле никовите, ич не ни е гајле. точно. Ја, Значи, значи јас читам Затоа како не пишува, најчудно нема дека што да Golden- смислам тука Добро, окей. That's fair. имија тимови, тоест на играчи. Како беше она нашето правило на јазикот, е читај како што пишуваш, пишувај како што читаш. Така му Дефинитивно, доаѓа? да. Да. Double Longsword за Пашканат, доека Pickaxe за Golden Toast, за Патетикус. Интересно, не се одлучиле за хил двете иди кириња, туку за Да, екзост. играат сосема агресивен лейн. Она што Браум и Лушен го имаат, само да видиме на топ плен мал обид за некаков плен, меѓутоа ништо од тоа. Она што е интересно за двете керија е, и двајцата рековме се супер агресивни играчи и не очекуваме премногу размислување и хилови и састени и така натаму. Гледаме и двата се агресивни лейнови сами по себе и меѓутоа она што Орли го имаат како предност Лушан и Браум го искористуваат, успеваат да го пушнат ленот, да направат некаков почетен притисок, но тоа не значи дека и имаат предност во делот на гол. Овој на страна на Ренинион. Blade Surge ќе го донесе Данки на маце хапе, но Мислам дека е мртов Ренинион, да. да. Во меѓувреме Midlane, Мистријал и Данки, не. double kill за Fallen Angel. Мистријал е сега малце, да, малце во лоша ситуација, но Golden Toast добар. Да. Ништо не успева тука. Обид беше тоа на двајцата лакво, меѓутоа одличен позишенинг од страна на Еди Керито на Риборн. Не беа на иста страна. Не беа bottom синхронизирани, lane-от, беа поштено. разделени еден од друг, а тоа е она што всушност највеќе им смета на Браум и Лушан во ваков фајт. Да, доколку идете all in или идете се дека не искористите, додека не натерате да искористат противниците Summoner's спел, или идете до смрт, нема друго. Едноставно таков агресивен ботлейн се Браум и Лушан. Доколку не сте на иста страна, ова се дешава, Мистријал се спаси на 50 хп, исто така и Golden Toast. И дабл килот за Golden Toast значи готов Манамун за Кајсата. Не видов дали се врати сега екзостот на Френзи.
или се врати од кога умре, мислам пред да умре, затоа што не видовме екзост на ботленот, а он го има ап, така да се врати откако умре, јас проверив. Во лоша позиција Ренилион сега. Да. Мислам дека нема веќе што да бега, малце преагресивно и Флеген Дрек заедно со Срджот на Electrical Surge. И Данки во принцип знаат што е она прва почетна опасност кога станува збор за тимот на Reborn, а тоа е Ирелија на топлен. Ако Ирелија на топлен ја сопреш рано, таа нема да може да стигне до својот пик и нема да може да прави чуда по тоа на мапата, left, right and center, така викаат американците. Значи горе доле, лево, десно, секаде да гази. Така да одличен шатдаун сега за сега гледаме на Реридион на топлен и покрај тоа што има еден кил, има еден асист, повеќе тоа беше скрмиш. Fallen Angel го наоѓа. Зашто Зонјас? Како перфектно истајмирано од Fallen Angel, директно како искочи од златната статуа. Имаме сега фајт на ботлен, Мистрел добар хук. И одлично улти сега врз френзи. Вака е тука. All-in на Ваха на ботлен и ова е сигурен победа во овој фајт. Даблкил за Ваха? Да. Одлична координација, во секој случај испланирано, добар хук на Мистрел, добра комуникација, влесе улти на Ваха, 3-2 од еднашка и гледаме целосна доминација сега за сега во тој дел на мапата на страната на Reborn. За разлика од на другата страна пак имаме добар топ джангл синерджи од страната на Винчитомнија. Да. Голдот сепак, Голдот можеме да го искоментираме, во моментот тоа е всушност клучниот момент кој што ни кажува каква е разликата на едниот и на другиот тим. Можеш, Дарко? Мислам 5000 голд разлика е многу помалце него што покажува, бидејќи има 8 стака, има Dark Steel на Fallen Angel, што носи многу повеќе нели од таа разлика. Претпоставам некои од джанглерите немаат купено уште, па затоа не се гледат толку во айтеми. Она што мораме да го пофалиме Данки, бидејќи сепак го имаме моментално фокусот на топлен. Човекот игра многу добро, иако беше кампан од својот джанглер, имаше многу голема помош, меѓутоа сепак правилно ги игра сите потребни потези кај што треба да се спаси, кај што треба да дисенгејџне, кај што треба да енгејџне. Овдека беше во бројките на страната на четворица се обидуваат да дайвнат ботлейн од страната на Винчитомнија, но телепортот од Ваха ќе го прекине тој дайв. Не, јас мислам дека дайвот го прекина ултито на Картус. Ултито на Картус е демотивациона алатка која што е на страната на Reborn. 10 стака и Oblivion Orb многу продаде. Не знам зашто се одлучи. На крај иде за беспотребен голем стап, така звани needlessly large rod. Да. Добар тема. Не се одлучува. Имаме фајт на ботлен. Веднаш беше фатен од страна на Мистрел. Ви реков, Мистрел и Хукс, тоа се две работи кои што идат едно со друго. I'm still your day исто во лоша позиција и имавме и телепорт видовме од страна на Ренилион и Ренилион го зема тој кил. 2-0 на ботлен. Да, веќе има Blade Ruined King, што е првиот агресивен айтем за Ирелијата. Претпоставам следното што ќе биде е или Black Cleaver или имаме 3 plates на ботлен веќе за тоа е многу голема предност е Golden Toast. Да. Мистрел игра феноменално као плеймейкер, Golden Toast телепорт од страната на Астро дека Мистрел е мртов тука, добар катаклизам од страна Хамо. Golden Toast успеа да избега тамо, но го искористи својот флеш за да избега од Astro Thunder. Скатер да увик не погоди ништо. За тоа време Ваха ќе се погрижи да не го пушти туку така бесплатно Данки да го земе туретот на топлена. Имаме Дрейк, оваа self-fight скрмиш го искористува Fallen да го земе првиот Дрейк на геймот, вториот Дрейк на геймот, извинувам, кој што е Cloud Drake. Mountain и Cloud
кулдаун на улти и, ако не се лажам, Armor и Magic Resist. Да, 6% Armor и Magic Resist за тимот на Reborn. Првиот Herald, мораше да го искористи, да, првиот Herald да беше на таkozvani Shelby, е повика на мидлейн, но не верувам дека ќе направи нешто. Веќе удри во плейтовите. Да. Остана Не тие... сум сигурен дали ги добија тие плейтови затоа што беа многу далеко од Jarvan ги доби, Jarvan ги доби. никој друг не доби вака. Но сепак првата first brick иде кај Golden Toes. Да. првата цигла и првата крв, а? Па така нешто, барем така викаат на просцената. Кој сум ја да менјам имиња. Океј, гледаме мало затишје пред она што ни следува. Значи веќе сме во делот на mid game, веќе сме во делот кај што главни објективи на мапата се Шели, потоа Барон, имаме Дрейкови кои што ќе бидат интересни, првите кули, нели? Кои што треба да паднат и така натаму. Сега за сега гледаме 1-0, нели е турет скорот. И тоа на страната на Reborn. Меѓутоа, гол скорот е во нивна полза во секоја смисла на зборот, значи имаат 6000 гол предност. 5-0-3 Картус, кој што early game интересно ако го нафидате Картус после late геймот кој што тој е Scaling Champion, исто така она што ве чека е пекол на сите страни. Дефинитивно, да, Lucian нема склопен айтем додека Golden Toast има веќе 2. Ќе земе уште една кула. Само разликата е огромна, 50 creep score плюс 4 кила наспроти 2. Разликата во голдот е огромна на ботлен. Меѓутоа, движењата на Reborn беа кон ботленот и на основа на ботленот со добриот фајт на и хук и плеймейкинг стайл на Mistral плюс комбинирал со глобалните ability кои што ги има тимот на Reborn во Картус улти, во полуглобалното на Галио, плюс телепортот кој што еднаш го видовме и на Ирелија од страната на Reborn доле, така да сеопфатен тим комп кој што прави чуда на секој дел од мапата во даден момент. Шели вториот Herald влегува во инвенторито на Mistral, пардон, на Fallen Angel. Тука таунтот нема да ја погоди Синдра, но Flawless Duet ќе се обиде да две ултија. Не знам баш дали требаше Humble да улта овде, меѓутоа како и да е. Што си е сигурно, Јас да ќе изгубат кула mid lane и тоа ќе биде последната надворешна кула за Винчитонија. Да. Тука се отвара веќе мапата. Да. Имаме и втора кула овде, меѓутоа Шели ќе си замине сега за сега од Summoner Rift. Бај Шели. Следниот е Братучет и Барон. Big Brother, а? Да, Братучетот, добро, окей. Може и поголем брат да го викаме, ама ќе поворам на Википедија да видам како се поврзани тие двајца. Никогаш не го разбрав, да го искористиме сега периодот каде што тимовите малку се регрупираат, одат во база, купуваат нови ајтеми, посебно тимот на Reborn собра доста пари после овој турет, фајтот на ботлен му даде пари на Kennen, треба се потроши тоа да се реинвестира, ајде така да го кажеме. Она што е најинтересно, секогаш ме интересирало, што се случува кога Шели вториот Herald, или ако на пример никогаш не го земете Heraldот, што всушност се случува со Шели кога ќе се појави Барон, ако таа е во питот, додека Баронот се уште не е појавен, или? Она се заглавува во подрум, да. Ја праќа директно во подрум. Тука Riot имаат, мислам дека направено еден пропуст и дека треба тоа како некаков лор да го направат или барем да додадат некаква анимација од типот не знам, Барон Нашор влага и ако е Шели тука ја јаде или нешто од тој стил или ја брка едноставно, не знам, нешто тој. Мислам дека има како анимација кај што бега, мислам не бега него исчезнува Шели. Така да нема анимација, нема анимација, тоа сум дефинитивно сигурен. Да, нема никаква анимација, искача Барон, но јас не ја снемувам. Мистрел добар хук. И погодите кој го зема килот. Не знам зашто не купи Меджај Fallen Angel. Него седи на 10 сака од преска. Да.
Човекот, мислам джангл и она што всушност треба да биде клуч во една добра партија на синергија на тим е роум на джанглерот и на сапортот. Тоа го зборевме вчера неколку пати. Меѓутоа интересното е што кога имате картус, тој ром толку и не е чест за гледање, затоа што него му треба скел. Да видиме само тука, имаме мал обид на Golden Toast да го сопре Humble. Така да тој ром кај картус не е чест. Меѓутоа картус како таков во случајов имаше доволно место и простор да дојде до early килови и веќе е viable како чемпион во овој run mid game, така да кажеме, кој што изгледа како snowball од страната на Reborn, за жал. Да, Имаме 7000 голд предност. Са е многу повеќе од 7000 заради тие 10 стака на Dark Seal, можеби на кај 10.000 иде, поради тоа што се и на картус. Одличен. Улти сега од страна на Го Данки. shutdown Данки Данки. се повлече, интересно. Да, мислам дека тука дали ќе продолжи да се тепа телепорт од страна на Вака, ќе го уништи Пашканат и тука само Тост може да Free Fire. Free Да. Fire за Тост. Слободно пукање, отворена мета. Сепак он не стигна да дојде до ниту еден кил, картусот е единствениот кој што беше фатен и убиен. Од друга страна, двајца мртви од страната на тимот на Инчитомија. И покрај тоа што умре Картус, заради асистенциите, пак е на 10 стака на Dark Seal. Мислам, Фолен у моментов не може да направи грешка, освен тоа што умре еднаш и нема перфектен KDA. Одма може, заради тоа што е толку напред, да си ги врати стаковите откако ќе умре. Дали со едно улти или со тој Wall of Despair, ако не се лажам, мислам дека се викаше. Така, значи тоа што обично го збориме кога гледаме една екипа како игра, најчесто се појавува еден играч кој што доминира во геймовите кои што ги гледаме, еден или двајца. Овдека морам да го пофалам целиот тим на Reborn, значи гледаме поп-ап на Fallen, гледаме сега да видиме само еден Данки повторно Flawless дует ќе го утне тоа, но одличен тајминг на ултито од страна на Reninion, значи овој фајт веќе е на страната на се превртува и станува на страната на тимот на Reborn. Прво ради гол диференсот, тоа второ ради глобал голдот кој што го собра со објективите по мапата. Да, Reninion се фокусираше исто, Golden Toast малце надвор од позиција, искористи улти за да избеган сигурно, но Ваха е присутен сегде како господ. И сега во најлоша позиција е Френзи. Нема што да прави. Многу ми се свигаше Evil Frenzy како со својот сапорт со I'm Still Dead успеа на почеток да направат притисок, да го стават Golden Toast во подредена позиција, меѓутоа тоа не успеа, за жал, заради глобалните ултија и глобалниот презен што го имаат чемпионите и тимот на Reborn. Да, тоа ги виде Барон. Soul Point веќе, така да ќе видиме Ocean Dragon. Ќе избега. Не може Ваха тука да стигне. Само на кратко да кажеме, ни следува Ocean Soul, кој што доколку овој Дрейк не го контестне тимот на Винчитомија, ќе биде многу добар баф како Ocean Soul за тимот на Reborn, затоа што на основа на тоа што скейлаат, многу јако играат на мапата, се феноменални како синергија на тим, плюс ќе имаат и хилинг по тие тимфајт и поголем састейн во случајот на раздолжен тимфајт кон крајот на геймот. Да, гледам дека Reninion се одлучил за Wits End, најверојатно за да може да победува полесно во тие дуелите со Данки. Заедно со Mercury Threads му дава доволно Magic Resist и Tenacity. Со последниот пиксел. Tenacity за да може да помалце да му траат становите што ги погодува, што ги стакнува Данки на него. Најверојатно нема да се одлучи да им се приклучи на остатокот од тимот на Reborn, туку само ќе сплит пуша, како и Релија, бидејќи е подобар дуелист во... Кој Данки? Не верувам. Не, WhatsApp Reninion да. е подобар дуелист.
Во Така моментот да. има Ботърк, има Уитсент и она е спремна да се тепа против било кој дојде на нејзиниот лейн. Изфорсира флеш од Мистријал. Не знам што запашише, каков флеш агресивен тамо од флеш. страна на Вака, паѓа тројца. Еве го Данки со Thunderstormот. Доаѓа влез од страна на Ренинион да. и дабл кил на значи попапот е тоа Ренинион само глуми нели бейт. Оној кој што гази во целиот тимфајт и кој што ги завршува киловите или ги килстила, даре? Овој Fallen Angel. Не, Fallen Angel и Golden Toast за мене е па не знам 9-1-7 и исти уствари kill participation имаат, така да ќе видиме кој ќе победи на крај. Како вика, додека Мистријал прави плейови, додека Ренинион со изредија пробува да биде бейтот, другиве тепаат од позади. Мавет, мајке Мавет, бегај. Да. Данки сепак имаше одличен улти, дека влезе во бекпајнот. Да. Добро, првиот гейм е очигледен сноубол од страна на Reborn, он има сеопфатен тим комп, ќе тоа оставам Дарко ти да го проанализираш делот на тоа како се одвиваше геймот. Ние видовме интересен гейм, посебно видовме неверојатна синергија од страна на тимот на Reborn. Посебно ми се свигаше делот на тоа како беа се присутни и Вака и кога требаше Ренинион и нели нормално Картус кој што е се присутен по дефолт. Тоа е тоа. Да, у теорија тимфајтот на Винчи Томнија мислам дека беше малце подобар во спротивно наспроти Reborn Esports, но Reborn изигра паметно со тоа што цело време ги делеа Винчи Томнија на дали 3-3 или 2-3, со тоа што Ваха и Мистријал ќе ги држат фронтлайнот блиску до Golden Toast, за Golden Toast да може да има ластици, што се вика, додека Ренинион фленка од страна на краден пачканат, нели, на I'm Still Your Daddy и на кој беше Astro Thunder им беше мидлейнерот, и имаше малце некоординација, бидејќи не можеа да се фокусираат. Винчи Томнија влези му на Golden Toast и фокусира само на Golden Toast, него нели Rabbit или Humble, како што го викаш ти, влага заедно со Данки и тие едноставно умираат во ситуација 3-2, додека Ренинион беше доволно напред за да може да го солова Лушенот во буквално 3 удари и 2 маги. И игра многу добар тимфајт по свое темпо. Тоест, не е тоа тимфајт колку што е тепање на повеќе фронтови, што наравно тоа не им одговараше на Винчи Томнија. Винчи Томнија сака 5 на 5 тимфајт, каде што Данки ќе станира евентуално у најдобар случај барем Golden Toast и Fallen Angel, а наравно останатите ќе му дозволат на Лушан и на Синдра да убијат по еден кери и од тука само да има сноубол. Но ете, тоа се деси, искуството прилично си го прави брзо, своето. уште пред мид геймот, всушност, она што се случи беше outnumbering, или како ќе го кажеме ние тоа на македонски, предност во броеви, во бројки, или во предност во присуство на чемпиони во фајт, во било која агресива која што гледавме од едниот или од другиот тим. Практично во моментот кога ќе видиме 2 на 1 ситуација на ботлен, каде што пример да речеме е убиен еден од противничките играчи, пример еден од играчите на Reborn, секогаш тука се наоѓаше некој да дојде и тој да го дисбалансира во бројки тој фајт. Посебно кога беше 2 на 2 во делот на Evil Frenzy против Golden Toast со Mistријал и I'm Still Your Daddy. Секогаш Ваха знаеше да дојде во една ситуација, тоа беше пример со Ваха, во друга ситуација беше пример со Ренинион кој што телепорташе на ботлен. Значи бројките цело време беа дисбалансирани и беа ставени во страната на Reborn, и колку и да беше изедначен фајтот, колку да имаше притисок на дадениот лейн, сепак она што беше клучно беше оние глобални, полуглобални скилови и ултија кои што ги има играчите, односно чемпионите на тимот на Reborn беа, мислам дека клучни во овој гейм.
Инаку не почна лошо за тимот на Винчи Тоншија, Омнија напротив одличен беше топ Jungle Synergy од нивна страна. Рениньон беше по негатива на почетокот, меѓутоа надвор од позиција неколку пати, да. Успеа да земат еден Herald, ако не се лажам, но не направија ништо со тој Herald, освен неколку плейтови. Успеа одма да колапснат Reborn Esports и да ни најднат, мислам дека не изгубија ни Кула, ако не се лажам. Reborn. Сепак морам да го пофалам Мистриал за неговиот playmaking ability во целиот гейм, throughout the game, Ваха со се присутноста и нормално мислам, значи Fallen Angel е Fallen Angel, он како му даеш карта со джунгла ќе го изигра феноменално, меѓутоа идејата е што треба него да го сопреш на време, тоа не го видовме од страна на Винчи Томнија, така да он само си го играше неговиот гейм, доби прилики да зема early kills, ги зема тие early kills и тоа е тоа. Нема посебно да го фалиме него, он знаеме што може да направи, меѓутоа Мистриал по секој облик и форма. Ваха за мене беа феноменалните да кажеме играч поединци кои што овој гейм го маркираат, го одбележуваат како такви. Останува да се префрлиме ние на наредниот гейм, доволно беше муавет за мисечини за ова. Графовите покажуваат дека Картус има највеќе овој демидж, после него следува каисата на Golden Toast. Да, меѓутоа како и да е, од другата страна нели Данки има највеќе демидж направено и тоа беше мислам видливо и на мапата и во геймот. Така да тоа е првиот гейм, не остануваме повеќе да се занимаваме и да анализираме, остануваме да се префрлиме на наредниот гейм. 1-0 води Reborn, best of 3 е серијата, ќе се вратили Винчи Томнија, ќе ја направили интересна и ќе имали нели на западот тоа е познато како Silver Scrapes, ќе слушаме ли музиката во која што не очекува последниот финален гейм или ќе заврши оваа серија во следниот гейм, останува да видиме. Се надам дека ќе заврши, ние идеме на пауза. Викеме да заврши серијата во наредниот гейм. Не, мислам дека се надам дека ќе се пушти Silver Scrapes. Тоа може, тоа више ми се свига. Да, ние идеме на пауза да се направи другото лоби, малце реклами од спонзорите нели и се враќаме одма со вас. Така, сега си се места да дечките ги немаат сите херои наводно, па сега нели тоа тука бара скаламуци најразлични во однос на тоа како се наместени едни со други со трети, кој што ќе банира, кој што ќе пика, по кој редослед и тоа си бара. И тука има стратегија, не е тоа туку така едноставно. Така да, добра е во ред. Значи одиме со Винчи Томнија против Reborn Esports во вториот гейм. Во овој гейм Reborn ги гледаме на црвената страна, на Blue Side, тоест на Blue Side, на црвената страна ќе бидат Винчи Томнија. Веднаш имаме бан на Лисин од страната на Винчи Томнија, тоест Reborn, да. Ќе се мачам да. Окей. Humble изгледа го уважава слепиот Монк. Монк како е на нашки? Свештеник, монах. Монах. Слепиот монах. Моргана бан од страна на Галио исто така бан од страна на Винчит, бидејќи Вахата Галио банот е јасен, да. Нели нема што тука многу. И тоа играше тенк Ваха. Играше со Abyssal Mask и Sunfire Cape, таа не беше full up Галио. И последниот бан ќе биде Jarvan. Ќе видиме Картус се остане отворен за некоја причина. Да, и Картус, веднаш имаме инсталок на Картус од страна на Fallen. Што си е сигурно, Елис од другата страна, фала Богу, Spider-Woman ќе гледаме од џунглата. Никој до сега немаме стримано да игра Елис, така да или имаше, мислам дека еден стрим. Така, идејата е Елисот да го каунтерне во тоа што таа има прилично брз кемп клиер, целта е да го каунтерне Картус, да го брка по мапата, тоест по противничката џунгла. Ќе го дозволили тоа Reborn, ќе дозволили такво нешто да се случува, ќе видиме, дополнително останува да се увериме во геймот. Имаме Италија пик, претпоставам дека тоа е мидлейнерот ќе биде Ваха. Тоест се извинувам од страната на Винчи Томнија, не Ваха, туку Јан Јокац. Јокац? Добро. Трешка листа, The Undead Duo Botlane беше едно од појаките кога искочи Калиста, кога беше у мета.
и постојано, бидејќи ти можеш да го спасиш треш со ултито, он може да те спаси тебе со лантернот и нели постојано тука се тепате, па ако не иде тепачката у ваша корист, едниот го влече другиот и бегате назад. Кајса е последниот пик за Да, и во Френција очигледно се осеќа окей со Каиса, така да интересно е што Каиса и покрај тоа што имаше неколку нерфови и што не е баш толку мета, посебно про сцена чемпион, многу често ја гледаме на турнирот. И тоа многу често ја гледаме од големите екипи, од овие посериозни екипи. Претходно ја гледавме во раците на Golden Toss, сега обратно ќе ја игра Evil Frenzy. Интересното е што Мистриал, сакам да го искоментирам, да не го заборавиме фактот дека да Hook Master is on a Hooking Champion. Така да Мистриал ќе игра треш. Зашто плейови ќе гледаме. Не ми е јасно зашто Nocturne и Vayne се последните банови за Винчи Томнија. Предпоставувам Nocturne Mid игра Ваха, бидејќи Nocturne Mid има исто голем потенцијал како што има и Галио, така и Nocturne да дојде и да помогне или на bottom lane или на својот джанглер во џунглата. Со тоа што наравно Nocturne носи многу повеќе демидж за разлика од Галио. Но Нами ќе видиме од страната на Винчит Омнија. Ваха, интересно, имаме Нами за I'm Still Your Daddy и цел за sustain lane против poke lane, против hook lane. Така да сосема е нормална таа опција, меѓутоа колку ќе биде viable Наби во ситуацијава на тим компот кој што го имаат Винчит Омнија, не сум баш сигурен. Но како и да е, да видиме Ваха што ќе избере. Очигледно мидлейнер бират Аурелион Сол. Тоа е првиот, нели? Аурелион Сол на турнирот, не се секам дека видов? Мислам дека да. Единствените тројца што го играат Аурелион Сол е Тичерма во LPL и така? Што е one trick, не е one trick pony, ама му е како pocket pick. Main champion. Да, Ваха во наши меса LoL карантин турнирот и мислам дека имаш уште еден во EU Masters сцената што игра Aurelion Sol Mid. Значи тие се тројцата што го држат сабредитот за Aurelion Sol живи. И наравно Лаза повторно на Ирелија изигра супер против Кенен, но сега е против Камил, каде што Камил мислам дека ја има предноста во овој меч. Чисто заради тоа што има sustain и има true damage. Освен малиот tankiness што го има Ирелија кон крајните левели на билдот и крајните левели на чемпионот, овој гейм нема тенкови. Во принцип имаме all out fighting composition, тоест damage compositions на двата тима. Има некаков sustain од страна на Нами, има некаков playmaking, не некаков туку голем playmaking potential од страна на Треш на Мистриал, но она што е клучно, гледаме full damage тимови од едната и од другата страна. Мораме да признаеме дека тимот на Винчит Омнија има малку подобар потенцијал кон early game. И нормално екзотичниот пик на Ваха ќе биде интересно да се гледа. Остануваме да видиме што ќе се случи во вториот гейм. Имаме 3 минути дилеј заради fair play. Да. Aurelion Sol е добро пикнат во Талија, бидејќи Талија сака од далеку или баре од рейндж да те напаѓа со тоа што ти фрла камења постојано. Доека Aurelion Sol обожава кога му седат у рейндж. Пардон, не му седат во меле рейндж, бидејќи тамо DPS-от му е буквално 0. Звездите што ротираат околу него не прават демидж, ама затоа прават демидж каде што од Талија сака да напаѓа постојано, така да убав counterpick, нели, да би се рекло во Талија, со тоа што постојано ќе успеа да ја полка со своите звезди, но мислам дека тука најбитен фактор ќе биде Рабит со неговата Елис, дали ќе успее да го најде Fallen Angel во џунглата или да им помогне на своите лейнови со тој Какун. Дали, ако го погоди, мислам дека
одно може сите лейнери имаат доволно потенцијал за да капитулираат на тој ганг од Елис. Од друга страна пак ако преживеат лейнинг фейс, нели Golden Toast и Mistral, ќе почнат полека да се фокусираат околу тој тимфајт, каде што Мистријал ќе се обиди или да хукне некој, или Калиста со ултито ќе успее да го фрли Мистријал, па после од тука иде нели Death Sentence, па Box of Death или како и да му се вика ултито, мислам дека Па Флей, кој што е клучниот момент во таа ситуација, меѓутоа како и да е, тоа се некои обиди за тоа да видиме како ќе се одвиваат работите на ботлен, како ќе се одвиваат воопшто, меѓутоа она што е интересно и гледајќи го ги тим комповите како целост, нели? За разлика од претходниот гейм, сега малку е намалена можноста за синергија, за плей, правење на ситуации, создавање на ситуации од страна на тимот на Reborn Esports во секој дел на мапата, каде што претходниот гейм успева, нели, да ги победат во бројки, нели, во присуство противниците. Значи го немаме сега Галио, иако Aurelion Sol има опција за брз мувмент и е доста мобилен чемпион, иако е нели кастер како таков, сепак ќе видиме како ќе се одвива таа ситуација. Ваха е познат дека рома често, од друга страна пак она што го видовме од страната на джанглерот на тимот на Винси Томни, од страната на Humble, е тоа што човекот феноменално го играше Джарван, беше присутен онаму кај што требаше да биде присутен. За жал неколку пати беа фатени во погрешна позиција неговите линери и успеа Картус да земе неколку килови. Овој пат имаме повторно мобилен чемпион во Елис од страната на и early game потенцијал, кој што има многу голем early game потенцијал и плюс има многу голем нели playmaking ability. Од другата страна имаме повторно Картус, кој што нели доколку не дојде до ситуација да фарма, нема и многу добро да скела. Па заради тоа, мене она што ме интересира на почетокот и всушност на кој што треба, мислам дека да го фокусираме вниманието е како двајцата джанглери, а со помош на своите лейнери пред се на мид и топ, дали ќе успеат овој пат да направат мала реорганизација на она што го гледавме во првиот дел, во првиот гейм од серијата, дали ќе успеат да направат реорганизација и на тој начин да го сопрат Fallen во неговата доминација која што има кон mid и late game. Нема таков мобилити тимот на Reborn овој пат, не толкав како претходниот гейм, меѓутоа тоа не значи дека нема да го искористат ром потенцијалот кој што има и Мистријал и Ваха, просто тој им е плейстайл, начин на игра, така да ќе видиме. Баш ќе биде интересно да видиме како овој тим комп ќе функционира, двата тим компа, затоа што се пред се damage heavy и двата. Во секој случај не очекува ако одиме на основа на тоа какви чемпиони имаме на масата, односно што имаме во геймот, би требало да очекуваме интересен фајтинг гейм на сите лейнови секаде. Но ќе видиме, тимовите можеби мислат поразлично. Сега да спомнам само дека Ваха одбрал Phase Rush и покрај тоа што Aurelion Sol доби еден мал баф која ја активира својата втора, тоест кога го шири нели звездите, Celestial Expansion добива веќе movement speed buff, така да Phase Rush е малце abundant. Добиваш премногу movement speed, а не ти е не ја добиваш цената, тоест не цената, вредноста целосна од Phase Rush, така да многу луѓе земаат или Electrocute или Comet, за да можат да направат повеќе демидж во лейнинг фазата, бидејќи демиджот уствари беше нерфнат на Aurelion Sol, но сепак ќе биде интересен дуелот на мидлен. Тоа мора да го признаеме. Јокац против Ваха, минатиот пат беше интересен. На почетокот Јокац всушност имаше доста добар лейнинг фейс во почетокот на геймот, меѓутоа од кога Ваха почна да рома горе, доле, лево, десно, има и мала грешка таму, тој еден скрмиш во противничката џунгла беше малце специфичен, кога се обидоа да губиат Картус, не успеа на време да го завршат, Јокац беше после фатен во лоша позиција, прво изрома Ренинион, и така, имаше доста интересни скрмиши во првиот гейм и покрај тоа што композицијата на тимот на Reborn беше скейлинг во основа.
Но да, ќе видиме. За тоа време ние чекавме 3 минути, сега ќе чекаме уште 3-4, пошто имаме некаква пауза. Што се случи уствари не знаеме. Вајда некој не успеа да се конектира. Уште еден интересен факт е што Јокац земал Dark Harvest на Талија. Не знам како планира да го тепа ваха на лейн, но добро е што Талија им на левел 6 барем, иако Аурелион Сол има побрзо добива пристап до својата магија, нели, за роумање, до Astral, ако не се лажам, Comet of Legends му се вика. Astro Tundle на левел 6 добива исто така The Great Wall of China, да може да одговори на тој роум од Ваха. Се надевам исто така да помогне на Humble, на Rabbit, на Елисот да го најдат Mistral, пардон, Fallen Angel 2 на 1, па да може да го шатдаунат многу порано. На крај така дека чекаме ова само паци за да направиме поинтересно за гледачите, бидејќи станува збор за втори, и се извинуваме што те прекинувам инаку во интересното објаснување на она што не чекаме, меѓутоа чисто за луѓето кои што се на стрим, бидејќи станува збор за make or break game, значи или ќе Винсит Омнија ќе го однесе ова во последниот гейм од серијата, ќе изедначи на еден и ќе видиме уште еден гейм решавачки, или Reborn ќе ја добие партијата, па на тој начин ќе заврши серијата. Буквално е за Винсит Омнија make or break геймот. Хаштаг Винсит, хаштаг Reborn, ако мислите дека едниот или другиот тим ќе победи во овој гейм. А она што ни останува на нас е да се сконцентрираме, бидејќи играта е веќе во отпаузирана, почнува. Добро дојавте во вториот гейм на серијата Винсит Омнија против Reborn Esports и се надеваме ќе уживате малку повеќе од претходниот гейм, бидејќи се надеваме на поизедначен гейм и да видиме дали Винсит ќе ги искористи знаењето од претходниот гейм, да промени нешто во играта и да успее да се доближи на 1:1 за Reborn, или Reborn ќе заврши серијата во истиот овој гейм. Да, класичен 5-man старт на влезовите на противничката џунгла, тоест или на својата џунгла, нели, двата тима. Малце имаут спам мидлейн, но Јокац е изнервиран очигледно на Ваха и од преска го гаја со камења. Не знам дали сакаш да му фрлаш камчиња на еден небесен змеј што може да создаде звезда. Ама ете, феноменално, да. Да, изгледа и такво нешто се бори на моба игрица. Да, се врза Golden Toast и Mistral, но на сигурно, нормално. Си ги кажа своите заклетви? Заклетви, да. Ваус, веројатно, поима немам. Као да се брак. Интересно, двата џанглери почнуваат на горната страна на џунглата. Картус на својот блу, Елис на својот ред. Претпоставаме Елис ќе обиде на левел 2 да најде некој ганг, дали топлейн, дали мидлейн. Но ќе видиме. Нема, воопште иде директно на својот блу. Веќе има интересно дека двата тима као да се знаат и немаме агресивни вардови на почеток. Да. Оставени се само по еден вард во реката, близу до Скатл, за да знаат Ignite е искористен од страна на Mistral и мислам дека се спасува Evil Frenzy. Мора да се флешне пашка над за да избегна од тој рент демидж на како да? Добра флолес дует од страна на Reninion, ќе го прекине Данки во својот чардж. Скокање на јажиња, тоест нели хукшотот. Сега за сега гледаме нормален притисок на ботмен кој што се очекува од Калиста Треш Лейн. Беше на работ да биде убиен на Evil Frenzy, меѓутоа убав сустейн има од страна на Нами, добар негов плей, убав сайдстеп во еден момент и останува жив Evil Frenzy. Од друга страна имаме роум веќе кон Картус, тоа што го зборевме за early counter jungle и сопирање на Картус во фармот, еве го роумот,
ќе имаме плей веднаш од страна на Талија и од страна на Елис. Да видиме само дали ќе биде фатан. Добар флеш. Паѓаат Мистрел. И како Мистрел добар хук од страна. Екзостот е веќе ставен на Голден Тост, но Рендот не спречува. Еве го ротейтот, добар флеш плей од страна на Мистрел, ќе го успори малце Рабит, но тука Голден Тост игра агресивно, Рендот ќе успори Талијата. Добар флеш од страна на флешка Кун од страна на Хамбл, ќе го фати Тост и не беа подготвени Фолен и Ваха и Мистрел не беа подготвени за овој фајт. Ваха и неговото хукшот ќе го погоди Фолен Енджел. Данки се појавува на време. Но и треба... ова е тоа што му треба на тимот на Винси Томнија, ваква синергија од нив не видовме во првиот гейм, еве синергијата во вториот гейм. Ова му дава опција сега на топлейнерот Ренinion, топлейнерот на Reborn да направи некаков притисок, меѓутоа да, Мистрел не се откажува од својот плеймейкинг ability. Повторно зима плеймейкинг чемпион, овој пат неговиот тим го пратеше, да каже, требаше да го прати, меѓутоа некако самостојно, самоволно отидоа во all-in fight Тости и Ваха и тоа беше платено со одличен роум од страна на Данки, одличен аутплей, остана жив до крајот. Тоест се врати на лейн реално кај Исата и во Френзи, се врати на лейн и успева од која беше првично убиена, успеа да направи разлика во тој фајт и на крајот завршува целиот фајт со 3:1 водство на Винси Томнија. Тоа не значи дека и водство во Голд предноста, пошто успеа да земе вазап на топлен, тоест Ренinion успеа да земе еден плейт и така. Некако се избалансира работите. Меѓутоа ми се допаѓа синергијата која што гледаме на почеток од целиот овој. Мислам дека тој Голд разлика е само во тие 10 крипа и во 20 крипа на Картус Джунгла и 10 крипа на топлейн. Дури и мидлейн води Ваха води 10 крипови, така да да, Талија мораше рано да го напушти својот лейн и покрај тоа што се обидуваше да пушне за да може да му помогне на джанглерот да го сопрат Картус во фармот. Значи она е тоа што уствари кажавме на почеток. Едини начин да го сопреш Картус е да го сопреш неговиот фарм до 6 левел во джунгла. Хамбл Ваха надвор од позиција, Какун ќе слета, нокбек, нема да направи премногу демидж, но Хамбл игра одлично. Хамбл игра феноменално денеска. Го гледавме во првиот гейм, повеќето од грешките не беа негови таму во тој гейм. Овдека убав го користи она што треба Елис да го прави early game. Веднаш што го доби Какунот се појави онаму кај што Мистрел. Добар хук од страна на Мистрел. Нема биде доволно малце со водичка се сплешне. Ултиматумот горе е активиран. Ренinion нема кај да бега, но Данки нема да комитне на тој фајт. Гледаме гейм кој што веќе станува веднаш интересен со самиот почеток. Плеймейкинг потенцијалот на Мистрел се покажува уште еднашка феноменално битен. На топлен гледаме фајтови, скрмиши на сите страни. Елис ганка феноменално Хамбл како гейм. Одличен гейм, ќе биде интересно да се гледа до крај. Ваха е веќе 0-2, но сепак се уште води во еве го тој роум од страна на Ваха но мислам дека Данки го има Данки, да. Реквием. Данки има премногу демидж, Реквиемот ќе го остави на малце хапе Данки. Да видиме дали ќе освртат овој фајт. Добар Какун од страна на Денки. Ваха тука има шанси да умре. Успева. Да, сепак у рейндж формата. Но тука е сега, да. Што се деша? Доаѓа да помогне Astro Thunder, но не може ништо да направи, бидејќи Fallen Angel се појави на време. Да, Reninia искористи продолжениот фајт, се телепортна и успеа да врати нешто од изгубеното. Така да 6-3 во килскор и имаме некои 700-800 гол разлика, да. Околу 800-900 гол разлика, она што е важно, нели е всушност гол разликата. Меѓутоа гледаме повторно ќе ги видиме бројките и ќе кажеме дека Картус фармот е
Unleashed одново, Картус го нема нигде, користи само Requiem кој треба да искористи, меѓутоа е тука. Не го нема, е присутен во геймот. Ќе видиме како ќе се одвива сето ова. Да, ето Користат прилика за Drake тимот на Vincit. Винчитомнија, првиот Ocean Drake иде за нив. Има добра визија. Им дозволува да видат целата река, додека Reborn само... Картус не е заинтересиран сега за Да. Drake, он си има некој друг план, нели? Он игра по своја. Особено Ocean Drake не му е битен. Може би Cloud И или сега евентуално двата Infernal. Двата джангли доаѓаат по близина, ова може да биде интересно, го гледаме, Да, Роумот веќе почнува на но Ваха. Винчитомнија знаат и за Fallen и за Ваха. Да видиме дали ќе има дайв. Лей Waste ја носи Нами на пола HP и едно копје. Добро, Flash и Лей Waste, но се врати назад пашканат, проба да земе барем едно убиство. Но Fallen Angel има премногу демидж, ги сега Ваха и Astro Thunder во мидлейн. Ово долната страна на реката ќе трейдаат малце. Има премногу крипови што ќе ги изгуби ботом лейнот на Винчитомнија. Превземаат ризици, се групираат, играат со план, играат со идеја тимот на Reborn и сега за сега и покрај тоа што е 5-6 во kill score, сепак разликата во 10-та минута веќе 2000 и повеќе. 2500, да. Првата кула, првата цигла ќе биде за тимот на Reborn. Интересно што Golden Toast се уште игра со Hell of Blades наспроти Little Tempo, тоа е често. Flawless Dance ги утне на топлейнот, но топлейн? ултиматумот е повика, нема каде да бега Reninion, ќе се обиде да купи што повеќе време за Fallen Angel да стигне овде и Lay Waste. 3 на 2. Доаѓа и Ваха. Има шанси, all in од страна на Humble, не, дали ќе успее? Не. Lay Waste предпостави каде ќе слета Humble и тоа се 2 стака на Dark Seal за Fallen Angel. Ево сега, коме топ Legends. Каков реквием, а? Реквиемот... Најтешкото и најскилд ултито. Реквием е активиран и не го стакнува Dark Harvest од Fallen Angel. Да, Fallen Angel. Имаше кој што требаше да ги почека, нели Вака, и затоа не сакаше сепак да брка натака. Но да видиме дали ќе се одлучи, можеме. Овде ќе имаме телепорт од страна на Данки. Нема да постават Картус. Да, ќе го земе тој Herald, но шатдаунот нема ништо да земе Картус. Друга страна, но е Мистриал и Golden Toast, добар хук, го фаќа Данки, полезует ќе го станира. Меѓутоа Данки се држи. Данки е толку многу понапред од Golden Toast е во лоша позиција овде, Humble. Добар флеш у лантерн и Мистриал си ги има стварите, не тредет волей ќе го земе тој шатдаун на Golden Toast. Токму во овој момент кога ќе помислиш дека противничкиот играч, тоест играчот на Reborn е во најлоша позиција, се појавува од некаде лудиот Мистриал со неговите хаотични playmaking abilities кои што прави чуда на мапата. Просто феноменално изиграно од страна на двата тима овдека, проактивен. Ми се свига што проактивна улога се обидува да земе се повеќе тимот на Vincit, да ги почне овие фајтови пред да бидат они исполкани. Да. Меѓутоа како и да е, сепак Objective Control и макроплејот е на страната на тимот на Reborn. Гледаме и првиот Herald е активиран, тоа ќе биде еден паднат турет и вториот турет ќе биде под закана, меѓутоа мислам дека Шели е веќе мртва. Да, и чарджан низ тие... Humble против Fallen, да видим. Ели се една од хероите што може да се тепа со Картусот само заради тој репел што го има. Во секој случај, Елисот е мокен каунтер на Картус, посебно во early game. Да. Тоа фалеше, мислам дека 1 или 2 пиксела за да ја фати Намито. Мистриал со својата работа Мистриал и Тост на ботлен и да сега на топлен, на агресивен плей од страна на Нави, тука е и ултито на Golden Toast ќе го спаси Мистриал, но тука е Humble кој ќе го осигура тоа убиство.
Ваха исто така ротира заедно со Те го Ренинион. изигнорираа овдека Golden Toast и покрај тоа што имаше некаков демидж на него, сепак он имаше некаков free fire, посебно поради Мистрел, посебно поради Фолен кој што успеа да направи одреден пил во тој фајт и на крај сепак фајтот го свртува Риборн во своја корист. Виде тоа и турет на топлен. Да. Веќе тоа се трите аутер турети, ова брзо преминува во голема предност. Сега за сега е 6000 предноста, ќе биде нешто повеќе после овој турет. Така, дај им на Риборн прст, ке ти зема цела рака. Одлично Но- ги користат оние мали прозорци кои што ги отвара самата игра и посебно противничкиот тим. Да, ова е тоа што реков, ментал бум, претпоставам им се случува сега на Винчи Томнија, иако осигуруваат змеј, вториот змеј за нив, што беше Инфернал, претпоставам картусот тој би го сакал најмногу. Драгон Солот ќе биде Маунтен, што значи доколку успеат да го земат тимот на Винчи Томнија, ќе добијат некој штит што можеби некогаш ќе успее да ги спаси од тој реквием натака во геймот, но ќе видиме. Веќе има 10 стака Fallen Angel на својот Dark Seal. Humble ќе седи околу Данки, ќе се обиде да најде некој пик на Reninion. Но Reninion има визија и знае кога да се врати назад. Така, имаме втора брзина на геймот. Сега малце е спуштена целата динамика, меѓутоа тоа ми се чини највеќе заради потребите на Reborn. Они дојдоа до објективи, успеа да земат доста гол, се вратија во база, рефилна, купија нови ајтеми, како што кажеш, веќе гледаме Моролономикон спремен, Ботрк спремен од страна на Golden Toss. Reninion, имаме Ај, Rod of Ages, Ботрк имаме и на Golden Toast. Така, значи единствено нешто што мислел, нели, меѓутоа нели сапортите секогаш нема доволно пари за било што тоа и покрај тоа што ги направи повеќето од плеовите мистрел лево десно, сепак останува на еве уште еден. Добар куг од страна на Мистриал. Какун ќе слета на Мистриал и тука заедно со Тредед Волей ќе земе убиството. Да, сепак ова беше обид за плеймейк, за правење на ситуација, меѓутоа на крајот он беше тој кој што се доведе во своја смрт, меѓутоа како и да е, не е страшно, сапортот е мртов, меѓутоа продолжува оној агресивен вардинг сега кој што го прави тимот на Reborn во противничката џунгла. Сега Туретот е Винчи патнат. Томнија знаат каде е Ваха, но пашканата е надвор од позиција, ќе се обиде со флеш и со Вака е улти. патен, лоша позиција за Хекава, него. но ултиматумот него трга ултиматумот. Изиграно. Клензот него трга ултиматумот. Fallen Angel ганка, флеш во Flawless дует, ќе го Мислам станира дека е Тандер. Јокат се за жал заради овој хаотичен плей никако не може да добие добра прилика за еден нормален лейнинг фейз во кој што ќе може да го скелне својот чемпион, да ги избилда и темите на време и да направи разлика. За жал, нели? А од друга страна морам да го пофалам Данки. Данки игра два гейма еден по друг. Во едниот имаше агресива, имаше предност и одлично ја користеше таа во претходниот гейм. Овој гейм игра малце поназад на ситуација, нели, каде што неговиот тим е порано назад, па и неговиот лейн, нели, бидејќи нештата се дешава во горниот дел на мапата, воглавно после првиот фајт. Така да како дуелист игра феноменално добро и овој пат покажува не само на мейдж кери, туку и на фајтер кери дека може да игра доста добро. За жал неговиот тим целосно не успева во еден макроплей да изигра заедно како екипа, меѓутоа Данки игра, морам да го пофалам, игра навистина доста добро. Да, дефинитивно знае кога да дисенгейџа, знае кога да бега од Reninion. Мислам дека тој Ботрк би бил подобар ако е Ravenous Hydra наместо Ботрк, ама не знам, сепак се одлучи. Има после бафот, кој што прво го бафна па го намалија, бла бла бла, нели ја знаеме сите приказната за Blade of the Ruined King во претходните Patch 2. Да. Меѓутоа и покрај тоа приматот го има во случајот пред Ravenous Hydra, посебно на чемпиони како што е Камил.
Не знам зашто, веројатно луѓето кои што почесто ги играат, јас не играм толку топлен, меѓутоа луѓето кои што играат почесто топлен имаат идеја зашто е тоа така, можеби ради пораниот сустейн кој што го носи Ботар, меѓутоа добро, како и да е. Не се сомнам дека играчите знаат што прават, нели? Најверојатно заради тој автоатак ресет што го има Камил, па може по-оптимално да го искористи Blade Ring King, ама ќе видиме. Сепак мислам дека на лейн каде што сакаш постојано да буташ и после тоа да се тепаш со својот тим, Тиамат и Ravenous Hydra е, барем според мене, е подобар пик на айтем, но ете Blade Ring King има Камил, веќе целиот Reborn тим се собра bottom lane. Вториот Herald, Шели, да земе уште нешто на мапата, да уништи. Ќе ја земат оваа кула дефинитивно, не знам ни дали треба волку рано да ја пуштат Шели. Не сум сигурен дали истекуваше тајмерот, но како и да е, втората кула ќе остане сега за сега здрава. Притисокот на ботен е ради наредниот Дрейк кој што успеваат да го земаат Reborn. Имат на Reborn и поради таа причина го сопираат опцијата да Винси дојде до Soul Point, така да го намалуваат уште на време притисокот. Она што следно не очекува, за 30 секунди е појавата на Барон Нашон на мапата. Ќе се вратат во база, ќе рефилнат посебно Vision Вардови, она што им треба во главно на тимот на Reborn и ќе се обидат, нели, да направат притисок сега за следниот објектив, а тоа е секако Барон Нашон. Да, обично гледаме треш доколку играте playmaking треш како Мистриел што го игра, сакаат да идат на early 40% cooldown reduction или 45% доколку имате тие 5% од inspiration, со тоа што се земаат Ionian Boots, Kindle Gem и Forbidden Idol, ако не се лажам, да, исто така 10%. Баронот е почнат. Сато имаме фајт на танки. Да, Ренио е надвор позиција. Тоа ќе го жртвуваат Баронот, за жал. Има фајт овде, нема да можеби од кога ќе заврши Баронот, да видиме. Како влез од страна Хамбл. Баронот е на страна на тимот на Reborn. На Reborn Golden Toss си го зема Мистриел во себе, го чувам сигурно и успеа да екзекютне пачка над. Дабл кил за Golden Toss. Во целата ситуација беше колку и да беше лоша позицијата на почеток на Reborn, затоа што беа од грб просто бе нападнати. На крајот одлично дисенгејджна, излегува од питот, ги оставија во Барон питот противничките играчи и на тој начин оддалеку успеа да ја завршат целата работа. Ова е всушност многу битен фајт кој што не успева за жал Винсит за нив на жал, нели? Да го добие и на основа на тоа имаме сега краток рефил, кој е нови ајтеми поради гол предноста и Baron Power Play следи од страна на тимот на Reborn. Ја отворија базата Reborn, инхибиторот во мидлейн е без кула. Ваха успеа да земе една кула на топлейн и од тие 500-600 голд разлика, каде што беше партијата еднаква мање више, сега се накачи тоа на 10.000 голд разлика. Да, тоа сега единствено што можеше, во она што можеше да им парира Винсит на почетокот на геймот беа драгони, мислам дека сега веќе од кога ги отворија првите 3 турети, а и понатаму со овој Baron Power Play што следи, тимот на Reborn имаат комплетна доминација и на противничката џунгла и на мапата, така да ќе биде интересно да се види како ќе го приведат кон крај овој гейм. Имаат 10.000 голд предност, не се сомневам дека ќе имаат алатките и знаењето во својот репертуар за да можат да го завршат, да го привршат геймот. Ќе видиме како на тоа ќе реагира Винсит Омнија. Хуриканот на Рунан е направен за Golden Toast. Еден лей waste го става Humble на 1000 хп. Така, не верувам дека сака сам да седи Humble во моментот. 4:1, Ренинион на ботлен ќе успее да прави притисок, додека Калиста го ренда овој турет.
тоест овој Инхибитор. инхибитор. Да, и одма ротираат со вејвот на крипови што го има. Ренинион е уствари единствениот што нема барон баф, така да не знам дали е најпаметно он да биде сплит пушерот или Баха, евентуално Fallen Angel, Нема барон ама баф, може би не го пушта вејвот толку брзо, меѓутоа она што е клучно е дека никој не може да се еден на еден против него да се бори, така да тоа Улти од страна на веројатно Astro Thunder се обидува да го фатат Ваха, но нема. Ваха избега. нема па што им успее, да. Да, Ваха е еден лизгав змеј. Улти и едно пајаче од страна на Елизот ќе го умишта цел тој вейв. Брзиот вейв клир на тимот на Винсит им дава сега за сега опција да одолеат на овие на овој притисок. Да, Талија и Елис имаат релативно добар АОЕ за чистење крипови. Да. Заедно со Рунан Секо и со Луден Секо можат скоро цел вейв да го исчистат со една-две магии. Имаме нов Дрейк, Маунтен. Овој притисок да им дозволува на Reborn да земат уште еден Mountain Drake, уште 6% армор и Magic Resist во своите статови. Ќе се обидат Глубако ќе доведе на страната на Картус, мислам Картус Да. е Картус, нели? Fallen Што Angels. има за фармање е негово. Со- Посебно ваков гейм. Мислам ги аутфарма својот мидлейнер, а уште малци и својот Нормално. топлейнер, така да И Керита се тука негде. 20 крипско разлика. Со тоа што можеме да замислиме дека он најчесто зема крипови во џунгла кои што носат повеќе голд. повеќе крипскор така да 20 исто носат. Так. Да, големите крипови носат по 4, Так. некојот медиум, тоест монстерите, треба нели? повеќе носат по време два. за да ги убиеш, што сема нормално балансирано мислам во бројки. Да. Ренинион ќе се одлучи да го земе овој редбаф. Изгледа... Мислам дека малку касни Ренинион на ботлен, веќе се покажа Мистриал на топлен, да видиме зашто ќе се одлучат. Картус зема уште еден блубаф, се подготвува, ми се чини заврши уште при крај, мислам Барон Бафот, неколку секунди се во прашање. Да, е само што истече практично. Така да, она што следно ќе се случува, се обидуваат, нели, Reborn се обидуваат да најдат некого од противниците во неговата џунгла практично, кој што сега за сега доминира тимот на Reborn. Не им успева тоа, добро се брани тимот на Винсит во својата база и нема многу голем избор за сето тоа. Операција меѓутоа- Желка ќе Да, ги да видиме, фати може би некој стрейн, не? ултито на Astro Thunder, но џабе. Нема Прашање и ништа стрейн нормално. колку би бил ефективен, затоа што мораме да Да. Ево го тој фленк од донесеме до Ренинион. внимание, да До- донесеме до внимание дека Golden Toss има има Guardian Angel во моментот. Да. Така да тоа го става во одлична позиција за all-in fight. Може би ќе видиме Дайфов дека Disengage Да, нами улти. Bubble нема да погоди никој. И повторно успева да го одбранат овој притисок тимот на Паметно Винси го Томија. користи својот Tidal Wave I'm Still Your Daddy за да помогне со чистењето крипови. На мапа е Баронот, да видиме дали ќе одговори во некаков облик Винси Томнија. Не сум баш сигурен дека можат премногу да направат овде. Веќе е започнат Баронот од страна на Reborn. На мидлейн Не ни влегува двореката Винчи Томнија и дека се тоа е многу иде. лоша позиција сега ако остане. Да, е го во Видиме. Engage, сега ќе има тимфайт некој. Се обида Мора да само се повлечат. флеш хук, Е стопрен од нами Бабл. нема да фати никој. И се уште ги бркаат Reborn Esports, Винчи Томнија. Најверојатно ќе прават некој фанатик браш овде, каде што сите 5 души ќе влезат, но со Барон Бафот Ова е опасно. се поделуваат. Vanguard Tech ќе ги фати сите, улти од страна на Картусот ќе ги однесе сите, ама се хапе овде и Релија има шанси со Никој не Blade умре? Search. Да, Умре, убие се неколку. извинувам, јас се извинувам, на крајот сепак е мртов Хамбл. Humble, да, но Од друга страна и Релија, да. живеа. Ренинион не успеа никој да убие. Но вака не му агресивен дава да се флеш. врати на Јокац, Јокац ќе остане овде во Тредет лоша позиција, волеј. на крајот ќе биде убиен.
Или? Да. Да, го допре тој Тешко AOE ability Defiled, нели на Картус го допре малце и инста стакот од Dark Harvest го уби Astro Така, само Thunder. една кратка ретроспектива. Имавме интересен скрмиш фајт и успеавме да видиме по еден кил на двете страни во првиот дел од фајтот, потоа беше убиен и на почетокот беше убиен Ренинио на едната страна, на другата страна умре Хамбл. За жал во продолжениот фајт не дозволува да се вратат назад во база, не му дозволија на Јокац на својата талија и он погина во текот на играта. За целото тоа време отворен фајт од страна на тимот, отворен firing range од страна на Golden Toast успеа да земе два инхибитора и сега го гледаме како добар сегој третиот инхибитор кој што паѓа, се користи Baron Power Play-от кој што истовремено паралелно го зема тимот на Ribbon, целосна доминација за сега и поради Baron бафот и трите паднати инхибитори сега имаме дупли супер минионс на секој лен во рамките на во нападот на Reborn. Ултиматум е пуштен на Golden Toast, Golden Toast се обидува, да, не се обидува, Golden Toast ја уништува, вака е надвор од позиција, Зонјас нема да го спаси, но во меѓувреме Golden Toast скока како жапче низ тимфајтот и тука завршуваат Reborn Esports со 2-0, Винчи Томнија, 15.000 gold lead, завршните бројки. Завршниот разликата во голд. Добро, чисто на кратко графиците сакаме да ги видиме. Повторно најголемиот демидж во тимот на Reborn го има Картус, 24.500 демидж, а второ место се некаде блиску топлейн, мидлен и AD Carry, значи отприлика распределен демиджот од некаде околу 10-11.000 голд. Демидж, се извинувам, Delta Champions. Така да, она што е важно, наравно учение за екипите кои што ќе се сретнат со Reborn понатака, Fallen игра одличен Картус, 3 гейма, 4 гейма некаде уназад. Најдете начин, превземете нешто ако сакате да преживеете, затоа што ова е феноменална, неколку феноменални партии гледаме од него, он фри фарма за друго време, за целото тоа време неговиот тим го држи во опција да биде релевантен и да се или подлегне на неговиот тим да му дозволи ситуација кај што ќе може да дојде до својот пик и на крај го користи својот пик Fallen феноменално. Мистрел имаше одличен гейм со playmaking abilities. Мораме да го пофалиме Ренинион кој што овој пат беше во front foot, значи имаше предност уште од почетокот према Камил и играше одличен гейм. Humble направи плейови, талијата исто има највеќе демидж, можеме да приметиме од страна на тимот на Винсит, меѓутоа сепак за жал ова е крајот на серијата за Винсит Омнија, за среќа на Reborn ова е крајот исто така на серијата, они победуваат без чисто, нели, без пораз, без изгубена партија. И одат во финалето. Да, мислам дека е единствен начин да се победи против Reborn Esport е доколку противничкиот тим има 15 бана. Па може би да го ставиш вака на нешто што нема играно од претходната сезона или да го натераш Тост да игра Вейн. Да игра Јумбит, например. Да, или Джана AD Carry. Така да ќе видиме, ќе пробаме да направиме нешто за Reborn да не давај луди идеи затоа што тоа нешто може да го видиме. За да не пап стомпаат вака Reborn низ турниров, но свака част се гледа зашто се надпреваруваат на нели на овие балкански лиги што ги има. Кај колку што знам Golden Toast едно време беше и број 1 на Challenger ладерот. Само не можам да се сетам која сезона беше тоа, ама како и да е број 1 да си е епски, особено како AD Carry, бидејќи AD Carry има проблеми последниве 3-4 сезони или 2 сезони барем. Па немаат проблеми, меѓутоа се доста уназадена е ролјата во однос на она што беше, за разлика од се присутната роља која што правеше Tons of Damage на секаде по мапата. Сега ролјата е малце уназадена, практично им треба малце време за билдап на ботлейнерите, посебно начинени на AD Carry-ата. Малку повеќе злато и голд инфлакс му се даде на сапортот, меѓутоа за разлика од тоа AD Carry-то беше поприлично изнрвнато како улога. Истото им се случи и на джанглерите на почетокот на оваа и крајот на претходната сезона.
и они добија големи проблеми во однос на тоа како се игра таа улога, големи промени, меѓутоа джангл улогата постојано трпи промени во League of Legends, така да тоа не е ништо. Но ја затоа кажувам дека најчесто джанглерите всушност се оние играчи кои што треба постојано да ја учат одново играта, и ради атемизација, и ради начин на игра, и ради кемп клиер кој што се менја секоја оваква, и самата джунгла како структура ја го менува својот облик низ годините, објективите го менуваат својот облик, а тука секогаш посебно оние објективи кои што се неутрални монстери, кои што нели Драгон, Хералд и така натаму, кои што се нови нивова, сезона Драгонот веќе се менја 3-4 сезони уназад. Затоа викам дека джанглерите се уствари најдобрите најпаметните играчи. Најпаметните, тие мора да се и механички многу добри, меѓутоа им треба да се постојано паметни, постојано да реизмислуваат играта, да бидат инвентивни за да можат да својата улога да ја направат viable. А најинтересното е што нивната улога, освен ако не земеш чемпион како Картус, нивната улога најбитна е дока 15-20 минута во повеќето од чемпионите, во 90% од случаите, и потоа станува нивната улога се помалку и помалку битна како лейнерите го превземаат крајниот дел на геймот за да го довршат геймот до крај, во делот на демидж, во делот на нели оние тимфајтови и така натаму и така натаму. Да, објектив контрола. И објектив контролот го има джанглерот до 15-20 минути, после тоа целиот демидж освен смајтот го прават сите други. Јасно. Заврши првото полуфинале од овој турнир. Ние идеме на малце пауза да ги спремиме, да земеме знив и да ги спремиме другите два тима, Harmony и Team Inhuman. Ти играат сега.